Во овој момент, господинот Артан Груби, да не му кажевме, ние не знаеше колкава бројка на амандмани има поднесено, нити ги има амандманите пред себе, нити па било кој пратеник, кој што не е подписник на амандманите, ги има амандманите пред себе. Нити заменик министерот за правда ги има амандманите. Значи, тотално би биле неподготвени за било каква работа на комисијата. Заменик министерот за правда е надлежен според деловникот да каже дали одреден амандман е прифатлив или неприфатлив. Човекот е ставен во ситуација да нема прочитано ниту еден амандман. Тоа е една работа. Друга работа. Амандманите треба да бидат ставени во електронскиот систем на собранието. За да може јавноста да има пристап до амандманите и да знае јавноста за што расправаме. Јас ги замолувам представниците на медиумите, новинарите, да пробаат да отварат на сајтот на собрание, онаму каде што стојат амандмани по постапки, да видат дали бар еден амандман е процесуиран и внесен во постапка. Нема таква работа. Трета работа, амандманите, според и сегашната постојна пракса и регулатива, треба да бидат преведени на албански јазик. Господинот Артан Груби е еден од најгласните промотори на правата за проширување на употребата на албанскиот јазик, што јас го почитувам, тоа е негова изборна обврска пред гласачите кои што го гласале за да биде пратеник во собранието на Република Македонија, но сакам директно да го прашам дали амандманите кои што се поднесени на овој закон се преведени на албански јазик. Сето ова дава јасен сигнал дека устав и деловник во собранието не постојат. Мислам дека пратениците на мнозинството се уште се во некаква еуфорија, која што предолго трае, година дена, мислејќи дека со гласови можат све да покршат. Знаете, во најмала рака, дури и да не сме верници и да не веруваме во Господ, секоја работа си создава баланси. Секоја штета се враќа со штета, секое добро се враќа со добро. Да. Затоа треба да бидеме свесни дека уставот и деловникот во Република Македонија и во секоја нормална држава не постојат за мнозинството да одлучува онака како што сака. Напротив, уставот и деловникот и законите во една нормална држава постојат да ја ограничат можноста на мнозинството да одлучува онака како што сака во било која прилика. Дали ја разбирате разликата, господа? Господинот Џафери вчера 2 пати на говорница, односно на местото на кое што седи, вика мнозинството што ќе реши тоа ќе биде никој не. Тоа е фашистичка изјава. Тоа е нацистичка изјава. Јас тоа и лично него му го кажав. Тоа е тоталитаристичка изјава во најмала рака. Може не е фашистичка и нацистичка, се извинувам, но е тоталитарна изјава. Погазување на устав и на деловник секој ден најмалце поеднаш во собранието. Значи, законот, деловникот, уставот постојат да се ограничи можноста власта да има неограничена власт. Вие што правите? Секоја второ излегување на говорница, ние сме мнозинство, ние така ќе одлучуваме, уставот небитно, деловникот небитно, собранието небитно. Јас искрено ве замолувам. Дајте да донесеме одлука да укинеме постоење на собрание, луѓе. Ја не знам вие во каква улога себе си се гледате и се ставате. Влада на Република Македонија предлага закон за намалување на демократичноста во постапката за избор на ДИК, која што како надлежност се исклучива надлежност на собранието. Тука има господа кои што се по повеќе мандати пратеници, политиколози, правници. Како гласате, луѓе? Како гласате? Изворна надлежност на собрание на Република Македонија е ДИК. Владата ви вика. Денеска регулаторно тело сакате да разрешите, регулаторно тело кое што ја контролира владата, да не ја злоупотребува својата власт, а ќе го разрешите по предлог на владата. Луѓе, вие и лично повеќе што барате тука, што правите тука? Ова мора некаде да има крај.
Ако сака некој да ми одговори како било претходно, јас сам ќе отварам таа тема. Не срушивте режим за да го уклучите. Знаете што се коментира надвор? СДСМ е на најако ВМРО сега во моментот. Дали сваќате дека од ден во ден губите осет? Ова правно насилие што го правите во собранието на дневна база, луѓето го гледаат. Ако има безвластие во собрание, ова е класично безвластие. Че во ова собрание двајца луѓе се битни. Господинот Артан Груби, мој пријател, и господинот Талат Џафери, исто мој пријател. Друг никој не е битен и не постои во собрание. Сите други тука, бадијала зимаме плата, бадијала зимаме патни трошаци. И бадијала се умислуваме, костими облекуваме, говори, држи. Бадијала, луѓе. Дали некој ве прашал за ДИК? Дали некој ве прашал за второстепена комисија? Или сте должни само да кренете рака што и да дојде од владата на Република Македонија, која што се меша во надлежности како регулаторни тела и Државна изборна комисија од исклучива надлежност на собрание. Па подобро ќе беше овој закон да го поднесеа пратеници. Отколку влада. Благи насмевки гледам од некој од господата, се чувствуваат комотни, убави. Европски. Ке се чудите. Ветувавте дека ќе добиете покана за датум за преговори, добивте не non-paper, paper во фаца. Ви кажаа дека сте корумпирани бетер од било кога. Ви кажаа дека не функционира ни право ни правда бетер од кога. Ветувавте дека ќе добиете покана за членство во НАТО, добивте покана за припремни преговори за членство во НАТО, што ниту една држава досега како формулација не ги добил. Прочитајте Црна Гора каква покана доби. Прочитајте Хрватска каква покана доби. Прочитајте Албанија каква покана доби. Па споредете со поканата за припремни разговори за НАТО. Луѓе, тоа се сигнали до вас. Тоа е штета за сите нас, тоа е штета за Македонија. Вие сте спремни да го направите нешто што ниту еден председател на држава, премиер на држава и од ВМРО и од СДС до сега не беа спремни да направат. Почнувајќи од Глигоров, завршувајќи со Иванов. Почнувајќи од Бранко, завршувајќи преку Бучко до Емил Димитриев како технички премиер. Вие сте спремни. И тоа ќе го направите и не знаете да го валоризирате. Зошто? Заради вакво правно насилие. Заради правно насилие кое што се случува секој ден надвор. Заради тоа што имате масовна корупција навсекаде, за еден обичен документ на бизнисмените во мојот град и во сите градови им се бара по 2000 и по 5000 евра. Дали сте свесни или се уште сте во еуфорија?